Добро утро секако и до нашите гледачи во рамките на првото линковско вклучување за денеска, кое што ќе го посветиме на истрајноста и храброста на сите жени кои што поменуваат низ инвитро процесот. Инаку нивниот обид да балансираат меѓу работата и борбата за семејството ќе биде тема на дебата на јавниот форум кој попладнево треба да се случи во Скопје во организација на Сдруженијето До бебе по пат на инвитро. Токму затоа наша соговорничка денеска е Деспина Петровска, председателка на споменатото здружение. Добро утро и ви благодарам што сте дел од утринската на Тилма. Споменавме дека попладнево организирате јавен форум, па која е целта на овој настан и какви пораки сакате да адресирате преку него? Добро утро и на тебе, Вања, ви благодарам за можноста да се учествува. Значи, форумот кој што ќе се одржи денеска на 18 во брајката Миладиновци е во заедничка соработка со женската граѓанска иницијатива Антико, која е имплементирана од проектот Гласот и учеството на младите и жените во креирањето на јавните политики и овозможувачка средина за граѓанско учество, кој што е имплементиран од страна на Антико со нивните партнери Секогаш со живот, Адрион, во поддршка од владата на Швајцарија и преку Цивика Мобилитас. На овој форум ќе бидат присутни релевантни луѓе од релевантни институции, медицинската фела, медиумите, од граѓанскиот сектор, каде што ние ќе ги представиме оние предизвици со кои се соочуваат жените кои што треба да го балансираат професионалниот живот со кариерата, затоа што прашањето за мајчинството е актуелно, меѓутоа уште по предизвикувачко е кога станува збор за жените кои што поминуваат низ IVF процесот. На овој форум ќе сакаме да им ги представиме сите предизвици и да извлечеме заеднички пораки кои што понатаму ќе придонесат за институционални промени и некако поинаков поглед на ова прашање и можеби разбирање на ова прашање дека навистина постојат потешкоти за оние луѓе кои што поминуваат низ IVF процесот и го балансираат мајчинството со кариерата. Какви се психолошките предизвици, емотивните реакции кои што ги имаат овие жени, па и нивните партнери исто така, додека поминуваат низ процесот на инвитро? Едно од многуте психолошки предизвици низ кои што поминуваат се постојани прегледи, ембриотрансфери, боцкања со клексани и одново процеси кои што можеби нема да бидат успешни, тоа можеби да трае со години. И тука гледаме дека всушност инвитрото не е само медицинската причина, туку има и психолошката причина секако е тука, влијае на самодовербата, на секојдневниот живот, на функционирањето, на партнерските односи. Последниот податок кој што го имаме од Светската здравствена организација е дека 36% всушност од жените трпат наследство од своите партнери бидејќи се соочуваат со репродуктивни предизвици. Ние како здружение сме препознаени како една група на поддршка каде што луѓето жените и паровите може да ни се обратат за поддршка и за да споделат искуство, затоа што навистина е потребно од институционални промени кои што ќе придонесат за една психолошка поддршка во овој процес целиот кој што го поминуваат луѓето, нели? Во една ваква ситуација, колку е тешко за една жена да биде продуктивна, дали е тешко да се задржи работното место, бидејќи темата е следите години наназад, што покажува искуството, каква е свеста на работодавачите за предизвиците кои овие жени ги имаат? Ова е проблем кој што доколку не сте го искусили не можете да знаете и веруваме дека доста од работодавците не се свесни за тоа што, како што кажав, жената треба да балансира бројни прегледи и боцкањето со одредени терапии и ембриотрансфери, неуспешни обиди и сепак треба да биде продуктивна на работа. Често сме свесни дека жените се запрашале што всушност би кажал нивниот работодавач доколку дознае дека е бремена или дека е во процес на инвитро. Меѓутоа, ние сме тука како здружение да едноставно дадеме една информација на работодавците со што всушност се соочуваат оние жени низ кои што поминуваат низ ова инвитро, низ овој процес. Ова е тема која што многу малку се зборува, меѓутоа многу е битна. Често ние како здружение сме свесни дека и сме виделе дека некои приказни не завршуваат славно и дека некои договори не биле продолжени, дека некој го изгубил работното место, меѓутоа жената не треба да биде ставена во позиција да избира меѓу кариерата и борбата за семејството. Затоа, бидејќи оваа тема многу малку се зборува во јавност, ова ќе биде темата на годинешната недела на плодноста која што ќе организираме заедно со Fertility Europe за да ги представиме сите предизвици кои што поминуваат жените и да кажеме дека не треба да се бира помеѓу семејството и професионалниот живот.
Вие во самата најава за настанот имавте наведено дека постои ограничување во медицинските третмани, па кои се тие недостатоци на кои треба да се работи најприоритетно во здравствениот систем кога е во прашање оваа тема? И покај тоа што ние како здружение се изборивме за една значајна промена, како промената од 3 на 6 ваучери, меѓутоа тоа не значи дека тука застануваме со сета борба, има и други проблеми на кои што треба да се насочиме. Еден од тие е терапијата која што по ембриотрансферот треба да се ајде да кажем конкретно да се пие, меѓутоа таа не е на позитивната листа и паровите треба сами да си ја најдат. Следно што треба да се исто така е години наназад по листата на која што се наоѓаат лековите, нели кои што на позитивната лековите кои што се наоѓаат на позитивната листа, всушност не е ажурирана и треба навистина да се совпадне со потребите, реалните потреби на пациентите и често треба пациентите сами да си ги наоѓаат лековите, а тоа е дополнителен финансиски трошок на оној кој што веќе го имаат, нели. Меѓутоа исто така тука спаѓа и психолошката поддршка која пациентите бидејќи ја немаат треба сепак исто сами да си ја финансираат, а кој што е многу битна. Исто така ние имавме ветување од директорот на Фонд за здравство Сашо Клековски дека клексанот и фраксипаринот кои што се антикоагуланси кои што се потребни и за различни други состојби дека ќе бидат на позитивна листа, меѓутоа се уште тоа ветување не е остварено и се уште луѓето се потпираат на процесот на рефундација кој што е многу комплициран за да се стигне до таа рефундација. Деспина, темата е опширна, времето ограничено, така што овде некаде би го заокружиле овој разговор, да ве оставиме да се подготвите за настанот кој што ви предстои. Еве само за крај, која би била вашата охрабрувачка порака со која би сакале да им дадете поддршка на сите жени кои минуваат низ инвитро процес? Нашата порака е секогаш иста и кратка, дека ние сме тука и дека оние жени кои што поминуваат низ тој процес не се сами. И најбитното е да ни се придружат, затоа што колку што сме побрани, толку сме и помотни. Ви благодарам уште еднаш. Тука некаде само ќе подсетиме дека лани во јули беа направени измени на Законот за здравствена заштита, со кој што се зголеми бројот на обиди на државен трошок за биомедицинско потпомогнато оплодување или популарно познато како инвитро. А информациите кои што беа споделени од Фондот за здравствено осигурување, се однесуваат на 2024 година, покажуваат дека во таа година од страна на државата се поддржани 1106 вакви обиди.